Американскиот председател Барак Обама изјави дека во интерес на светот е Соединетите држави и Русија да имаат конструктивен однос. Сепак тој забележа дека тоа е тешко откако Русија, под председателот Владимир Путин, го врати духот на контрамерки. Барак Обама прецизира дека санкциите врз Русија биле за анектирањето на украинскиот полуостров Крим и затоа не би требало да се поврзуваат со разговорите за намалување на нуклеарното оружје. Според Обама, овие санкции треба да останат се додека Москва не заземе поинаков курс према Украина. Деновиве, избраниот председател Доналд Трамп сугерираше поврзување на санкциите со нуклеарното разоружување. Обама на финалната конференција за печатот зборуваше за, како што рече, руската растичка антиамериканска реторика која почнала откако Владимир Путин се врати како председател во 2012 година. I think it's fair to say that after President Putin came back into the presidency, that an escalating anti-American rhetoric and an approach to global affairs that seem to be premised on the idea that whatever America's trying to do must be bad for Russia, and so we want to try to counteract whatever they do. Обама на последната пресконференција пред в петок да му ја предаде функцијата на новиот шеф на државата, републиканецот Доналд Трамп, изјави дека е нормално да се очекува Трамп да донесе своји вредности за време на мандатот во Белата куќа. My working assumption is that having won an election opposed to a number of my initiatives and certain aspects of my vision for where the country needs to go, it is appropriate for him to go forward with his vision and his values. And I don't expect that there's going to be enormous overlap. Обама додаде дека најдобриот совет што му го дал на Трамп бил внимателно да го избере својот кабинет. And I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors. This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself. Обама на последната пресконференција по двата мандата во Белата куќа рече дека би можело повторно да истапи пред јавноста доколку бидат загрозени основните американски вредности.